Постојано расте бројот на новозаболени од бубрежни заболувања, чиј број годишно изнесува над 200. Во терминална фаза 1600 пациенти се лекуваат со дијализа, а смртноста кај дијализата, како и во светски рамки, се движи 10 до 11%. Уролозите, повикувајќи се на податоци од регистарот на пациенти што се лекуваат од бубрежни болести, велат дека бројката на лица заболени од бубрежни болести во Македонија се зголемува од година во година, но дека според полот, мажите се повеќе застапени за разлика од жените. Струмица е подрачје за кое уролозите велат дека епидемиски се размерите на бубрежно заболените. Тоа е едно од најчестите, ајде да речем, најфреквентна болест или состојба кај човечкиот организам. Значи, не може да помине ден, а да нема десетина пациенти со ренални колики. Значи, едно од најчестите уролошки заболувања. Ние сме конкретно струмичкиот крај спаѓаме во ендемско подрачје по начинот на или честоката на заболување од камен на бубрек. Значи, ендемско значи многу често и многу луѓе страдаат од болести на уринарниот тракт, односно од нефролитијаза, камен во бурево. Значи, самото постоење на камен во бубрек, кога тогаш ќе ти даде ренална колика или ренална болка. Таа е ужасна болка во моментот кога пациентот ќе ја добие и реналните колики се сметаат дури појако болни, поболни, дури од породилните болки. Кога дојдов како уролог во првите мои денови на Со старењето постои физиолошко намалување на бубрежната функција. Многу повеќе се случуваат и други состојби како што се хипертензијата и дијабетисот, кои се водечки причини за лекување со дијализа. Во преддијализни стадиуми, речиси се дава во светот за се применува и кај нас. Не постојат групи лекови кои ги нема во нашата земја. Во однос на дијализното лекување, речиси и да не постојат разлики во други развиени земји и кај нас, додава Иванов.